Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако може, повторно во својот нормален амбиент, би рекол, во студијата во Алфа телевизија. Вечер разговараме за верски заедници, за религии, за црква. Многу важно прашање, затоа што Македонија, освен што е мултинационална и мултиконфесионална држава, во која што повеќе верски заедници живеат едни покрај други, меѓутоа и живеат заедно, испреплетени луѓе од различни уверувања во религиска смисла, и тоа е она што ја прави богата практично нашата држава, но истовремено и носи со себе еден, би рекол, момент на опасност за кој што вреди да се позборува. Мојот вечерашен гостин, поточно гостинка, е директорката на Комисијата за односи со верските заедници, господинка Оливера Трајковска. Добра вечер. Добра вечер. Оливера Трајковска, ви благодарам што сте присутна во студиото. Веднаш морам да ве прашам, вие според вашето образование сте теолог, и тоа е еден раритет, би рекол, за македонски прилики, жена теолог. Па така. Ретко се случува жените да се определат за изучување на теологијата. Некако тоа е машка професија, нема да речам професија, меѓутоа како да е исклучиво во машки контекст оставен. Се доживува како машка професија, но јас не би кажала дека е машка професија, затоа што теологијата во општествена смисла подразбира наука за Бога, но меѓутоа теологијата е всушност начин на живот или филозофија на живот, така да во тој контекст би кажала дека подеднакво би можеле да ја изучуваме теологијата и да ја предаваме и да ја промовираме, да бидеме нејзини афирматори во општеството, подеднакво и мажите и жените, бидејќи основата е да веруваме во Бога и како што знаеме, меѓу првите кои што го прифатија христијанството уште во времето на апостол Павле беше Света Лидија Македонка. Така да ние како жени сме нејзини потомки и сметам дека имаме подеднакво право да изучуваме теологијата како и мажите. Јас потполно ќе се согласам со вас, меѓутоа веројатно тајната за недоволната застапеност на жените во оваа приказна веројатно лежи во фактот дека црквите генерално не дозволуваат од своји причини жените да бидат свештеници. Така е во православието, колку знам, така е во католичката црква, така и кај муслиманите, иако има некои отстапувања, колку што можам да забележам. Го има тоа кај протестантите? Да. Генерално ставовите на нашата православна црква се дека жените не би можеле да имаат свештенички ѓаконски чин. Тоа е според каноните кои што се пропишани на Светата православна црква. Исто и со католичката црква имаме одредени моменти каде што жените се вклучуваат, да кажеме, имаме цркви каде што жените во текот на литургијата, во делот каде што се чита посланието, на самата литургија се случува да читаат и жени за кои што се смета дека се достојни да бидат вклучени, кои што живеат живот кој што е соодветен на самата Света црква. Потоа го имаме моментот со сестринствата, монашките сестринства, каде што исто така жените активно учествуваат во самата литургија и се вклучени во повеќе делови од Светата црква со посебни ингеренции, но меѓутоа секако морам да кажам дека не може да ги имаат оние свештенички и монашки чинови кои што ги има машкиот дел од Светата православна црква. Може би со текот на времето тоа ќе се промени. Пред да влеземе во емисијата ми споменавте дека уште во 5-тиот век имало жени кои што практично директно учествувале во црковниот живот со одредени како се нарекуваат тие служење во самата црква. Па така, во 5-тиот век имаме забележено според историјата на православната црква дека постоел ред на ѓакониси, тоа се прислужнички, ѓакониси, бидејќи ние во црквата имаме свештеници, имаме и ѓакони, тоа се оние прислужници, односно луѓето кои што ја малтени учествуваат активно на самата литургија, додека свештеникот ја води литургијата, ѓаконот е оној кој што исто така учествува активно и води одреден дел од литургијата. И тоа жените го правеле уште во 5-тиот век? Во 5-тиот век имало, таков случај, но меѓутоа понатаму со текот на развивањето на црквата, тој ред бил укинат, од која причина се уште не знаеме. Но останува фактот дека жените сега во теолошкиот свет и натаму се реткост. Вие сте
не знам дали сте уникатен пример, веројатно има и други. Познавате и други? Не сум уникатен, значи на факултетот, православниот богословски факултет кај нас имаме поголем број на жени кои што имаат дипломирано на факултетот и генерално поголемиот дел од нив работат како вероучители, односно предавачи сега во моментот на историја на религии, дел од нив работат административни работи, но тоа сепак е ограничена сфера. Тоа зборувам на ниво на Македонија, но не може да се исклучи моментот дека имаме исто така жени кои што дипломирале на православниот факултет во Белград, во Грција, во Бугарија, во Русија, Романија, така да доста е голем бројот и сметам дека ние сме застапени, можеби не во таа бројка како мажите, но има голем број на жени теолози, но тоа не е толку етаблирано, бидејќи кај нас постојат стереотипи пред се кај самите граѓани, зашто јас ќе се сетам на моментот кога се одлучив да се запишам на православниот богословски факултет, затоа што во тој период студирав прво на педагошкиот факултет и решив да се префрлам на богословскиот факултет, паралелно студирав еден вонредно, другиот го запишав редовно и првото прашање што ми го поставуваа беше: вие ќе бидете монахиња? Јас реков не. Не ми е тоа планот, добро. Не ми е планот да бидам монахиња, затоа што монашкиот призив е нешто сосема поинакво и ме привлече моментот пред се самите предмети кои што се изучуваат на тој факултет, полиглотството, затоа што таму се изучуваат 4-5 јазици кои што се неопходни за да можете вие да изучувате самата теологија, затоа што поголем дел од црковните книги се напишани на староеврејски, на старогрчки, на старословенски, кој што е јазик кој се активно користи нели на самата богослужба, односно на литургијата. Латински, така да еве ќе кажам конкретен пример, ние кога сме полагале предметот литургика, ние сме требале да знаеме одреден предмет кој што се користи на самата литургија, како му гласи називот на старогрчки, на латински, значи на староеврејски, исто така со полагање на испитите во Новиот Завет, да кажеме како е името на Господ Исус Христос на латински, на староеврејски, на старогрчки, така да неминовно е да ги познавате јазиците, можеби тоа е сепак пасивно познавање, затоа што тоа се стари изумрени јазици, но дефинитивно се учи философија, се учи психологија, се учи апологетика, има прекрасни предмети кои што навистина можат да ви помогнат не само во делот на теологијата, туку и во општествениот живот. Морам да ви откриам една тајна и на вас и на гледачите. Јас своевремено, кога студирав на филозофскиот факултет, имав старословенски и ми се падна една единствена реченица да ја објаснам. Ходен же при мори галилеисцијам, видија два братра и така натаму, и само тоа го научив. Морам да признам дека останав покус за старословенскиот јазик, вас ви е неопходен. Мене се чини дека во мојата професија не ми беше толку потребен, меѓутоа сепак останува фактот дека богатството на јазиците и тоа како е значајно и самата можност да ги учите, иако ги нарекуваме изумрени, всушност е и тоа како си има своја вредност. Но пред да се префрлиме на самата комисија, која што има многу важна улога, иако можеби помалку и потценета, исто како и улогата на жените во религијата, еве ќе речам, мораме да направиме една дистинкција, ако ми дозволите, разликата меѓу црква, религиозни заедници и вера. Па вака, религијата представува нели верба во нешто надприродно, нешто свето, но меѓутоа и самите морални норми, обичаи и установи кои што се поврзани со тоа верување. Додека пак верата е интимниот однос на секој човек што тој го гради кон Бога. Тоа е слободен избор кој што сите ние го правиме, без оглед на тоа што еве сега конкретно ќе кажам, ние живееме во Македонија и поголемиот процент од населението е православно население и по логиката на нештото кога се раѓаме во православно семејство, нели по дефолт ние сме православни. Да, ние сме православни христијани затоа што нашите родители се венчале, потоа самиот момент на воведување во верата е нашето свето крштение, значи или крштевката како што милуваат граѓаните да го кажат, и тоа е оној момент кој што е определба на верата, но меѓутоа верата е нешто многу пошироко затоа
затоа што верата не подразбира само дека јас сум православен христијанин. Значи, верата е она што ние го исповедаме, верата е она што ние го живееме, верата е, значи, интимниот однос што секој од нас го гради кон Бога. И во зависност од тоа, секој од нас припаѓа на различна вера, но меѓутоа верските заедници пак понатаму се формирани од страна токму на тие вери, односно од верските лидери кои што ги предводат тие вери, како што е случајот кај нас, нели, со 5 уставно признати верски заедници, тоа е Македонската православна црква, Исламската верска заедница, Католичката црква, Еврејската заедница и Евангелско-методистичката црква. Тоа се што ги нарекуваме колоквијално протестанти. Па така, значи во Евангелско-методистичката црква постојат повеќе, како да кажам, верски заедници. Подрелигиозни заедници. Затоа што кај нив постојат и религиозни групи кои што според законските нормативи се регистрирани и сега сите тие имаат подеднаков третман. Морам тоа да го кажам затоа што многу често знае во јавноста да се пласира дека одредени верски заедници имаат примат, дека се повеќе етаблирани, дека се повеќе уважени за разлика од останатите. Јас мислам дека тоа е природно врз основа на бројноста на заедниците, па така изгледа. Меѓутоа законски сите се еднакви, тоа е поентата. Така, али во однос на тоа дека третманот кој што го добиваат од комисијата и од државата е подеднаков за сите, ова е многу важно. Ќе потврдам дека тоа е така, затоа што со оглед на тоа што еве конкретно за комисијата. Јас откако сум на функцијата, до мене стигнале, односно биле адресирани барања, укажувања, проблеми од било каква верска тематика кои што се адресирани од страна, дали независно од верските заедници или од религиозните групи, и кон сите нив било постапено. Исто така, без оглед на тоа дали јас сум добила покана од верска заедница или пак од религиозна група, јас секогаш, зависно од моите работни обврски, дали ми дозволуваат или не, се трудам максимално да бидам присутна на сите случувања, да им укажам значи почит и да не се чувствува било кој дека ете комисијата има поинаков третман за било која верска заедница. Така. Но верите, верски заедници и религиозни групи. Така. Во Македонија има 5 верски заедници кои што се етаблирани и признаени. Религиозни групи има, се разбира, повеќе. Дали сега не знам напамет кажувам Харе Кришна, дали е религиозна група? Ги гледам, можеме да ги видиме нив, обично се гласни по плоштадите. Да, значи ние имаме моментално во регистарот на комисијата 46. 46 има во Македонија. 46, што според мене е многу голема бројка за држава како Македонија. Што има објективно 1,5 милион граѓани. Но меѓутоа, според законот за правна положба на црква, верски заедници и религиозни групи, тоа право е овозможено. Добро, колку е доволно луѓе да имате за религиозна група? Па, тоа е и клучниот момент. Значи, религиозните групи не се регистрираат по некој посебен... Бидејќи за политичка партија мора да извадите и јадарка богами на лична карта да ви се подпишат. Овде нема. Не, овде значи нема ограничена бројка. Мислам дека најмалку треба да има 50 представници кои што ќе се соберат во одредена група, потоа барањето за регистрација се поднесува до граѓанскиот суд и тоа е целата процедура. И сметам дека токму тој момент на регистрација е клучен заради бројката која што ние во моментот ја имаме, но да не бидам нели сватена погрешно, со законот се дозволува секој да се регистрира и не можете, секој има законско право да се регистрира во форма на религиозна група или верска заедница, зависно условите кои што ги исполнува. Сега едно незгодно прашање, меѓу овие религиозни групи има секакви, претпоставувам, меѓу нив може да има и некои шарлатани, ќе речем, кои што практично се обидуваат, не велам дека е така, само поставувам прашање, се обидуваат малку да добијат на внимание или да искористат нешто, може тамо да има и некои опасни, теоретски, може би некакви, не знам, сатанисти или не знам. Сега конкретно за тоа не би навлегувала во тие работи, бидејќи комисијата нема никакви ингеренции во поглед на тоа, а би требало да има. Затоа што сметам дека е многу,
сметам дека е многу компетентна по тоа прашање и сега во моментот одлуката за тоа дали некоја религиозна група или верска заедница ќе биде регистрирана целосно и припаѓа на граѓанскиот суд, што сметам дека сепак тоа не се луѓе кои што треба да донесат одлука за такво прашање, бидејќи верската тематика е многу специфична и треба да се размислува според мене за консеквенците, односно последиците кои што можат да бидат предизвикани, затоа што законско право е, како што реков, секој има право да се регистрира како верска заедница или религиозна група, но меѓутоа никој од нас не знае доколку тоа не е доволно изанализирано, проучено, кои би биле потоа последиците после тоа. Значи во превод Драган Милосавлевиќ може, ако му падне на памет, да го напушти православието, да собере 50 истомисленици и да си прогласи религиозна група, ќе се крстам како што сакам и веројатно во Македонија можам да пројдам како таков. Па да, доколку ако граѓанскиот суд одлучи дека не правам, не знам, ќе ме проверат веројатно дека немам криминално досие, не знам што, и тоа е тоа. Така, бидејќи условите се исти како за регистрација на граѓанско здружение. Не повикувам никој да го прави ова, само објаснуваме дека има можност, се разбира, да. Така, доколку ги исполнувате сите потребни услови кои што се пропишани според законот за правна положба на црква, верски заедници и религиозни групи и кои што се, како што реков, многу блиски, односно исти како и регистрацијата на едно граѓанско здружение, тогаш не постои никаква пречка да го сторите тоа. Така. Сега да навлеземе малку повеќе во суштината на вашата работа. Вие сте директорка на оваа комисија за односи со верските заедници и религиозни групи, да бидам конкретен. Оваа комисија, јо малку ќе биде чудно, до пред известно време имала повеќе права и обврски отколку сега. Апсолутно е така. И тие ингеренции кои што ги има комисијата денеска и кои што ги имала порано биле пропишани со самиот закон за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група. И сега ќе ви прочитам, значи, мала паралела за тоа што сме имале ние до 97-та година и понатаму во 2008 година, кога законот добива европско знаменце по барање да биде полиберален и кои ингеренции самата комисија ги губи. Добро, така да кажеме, еве. Регистрација и водење регистар на верски заедници и религиозни групи. Тоа е до 2008 година. Сега, во врска со таа ингеренција, ние денеска имаме само водење евиденција за регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи. А што тоа значи? До нас стигнува решението кое што е издадено од граѓански суд и ние само на веб страницата во регистарот на верски заедници го запишуваме. Ете, тоа е значи имате само обврска да чисто административна, потврдите административно. Така, а немате можност вие да проверите, не знам, да уредувате нешто. Значи ние можеме да проверуваме, но меѓутоа и да тоа проверуваме, ништо не значи, да. Тоа не можеме ништо да направиме против одлуката на граѓанскиот суд. Второ е, давање мислење и согласности за изградба и стекнување на верски објекти, а тоа значи пред било која верска заедница или црква, дали тоа е МПЦ, исламската верска заедница, католичката, сака да изгради верски објект, доставува барање за да се издаде согласност за градба. Од вас? Некај нас. Значи, тоа било до 2008 година. Така било, затоа зборуваме сега. Сега во моментот, ние ниту имаме право да дадеме согласност, ниту имаме право да дадеме мислење, туку тоа оди директно во Министерството за транспорт и врски. А порано постапката била. Значи, прво се барала согласност или мислење од самата комисија, па подадено мислење или согласност од страна на комисијата, се испраќа самиот документ до Министерството за транспорт и врска и зависно од самата општина во која што ќе се прави, односно ќе се гради верскиот објект, според ставање во деталниот урбанистички план, се издава дозвола за градба. Сега во моментот, како што реков, ниту имаме право да дадеме согласност, ниту имаме право да дадеме мислење. Можеме да дадеме само позитивно мислење од своја страна дека, конкретно, сум имала такви случаи, дека комисијата смета
Значи, не смеам ни да кажам дека давам позитивно мислење. Смета или позитивно се изјаснува во врска со поднесеното барање и дека предметот го проследува на понатамошно... Што е обично формално, што не значи ништо ако сме реални. Да, понатамошно разгледување, дали тоа станува збор на општината или станува збор за Министерството за транспорт и врски. Понатаму, мислење за вршење верски обреди на јавни места. Порано, Добро, значи, комисијата давала согласност дека некоја верска заедница може да врши верски обред на јавно место и понатаму во зависност од таа согласност МВР давала целосна дозвола за организирање на тие верски собири или извршување на самото сега верско веќе тоа дејство. нема. Сега ние апсолутно ниту некој адресирал до нас такво нешто, ниту пак ние имаме право да дадеме било какво мислење, а сметам дека е многу важно затоа што реално нам ни се случуваат многу онака спонтани или недозволени верски обреди на јавни места за кои Каде што и можеби не им е местото, апсолутно. Не им е местото, апсолутно, и затоа ниту комисијата е информирана, а ниту е информирано ни Министерството за внатрешни работи, па кога откако ќе се случи тоа, тогаш се случува да се постапува затоа што никој не бил информиран, бидејќи ние ги знаеме процедурите за најобичен настан, јавен настан во кој што ќе бидат вклучени поголем број на луѓе. Повеќе од 25 луѓе вие мора да пријавите ние во мораме полиција, во да Министерството одредите, за внатрешни работи да пријавиме дека има случување на јавно место поради превземање на безбедносни мерки. Така да еве и тој момент издемен. Друго е согласно за отварање верски училишта. Значи, верската заедница можела да отвори верско училиште само по претходна согласност од комисијата. Исклучиво со согласност, добро? Так. Сега и тоа е јасно. Тоа е дека го иземено, немате. мислам дека тоа е и како резултат, бидејќи ние сме секуларна држава и не можеме да се мешаме нели во црквата, иако самата акредитација на верските заедници сепак ги носи владата. Но ние како комисија која што представува линк помеѓу верските заедници и државата, со оглед на тоа што порано постоел момент на давање на согласност, јас не велам дека сега не постои мислење, но меѓутоа тоа мислење е онака интерно мислење во кое што јас сум прашана дали постои можност за тоа, дали треба Но ќе го направат и со вас или и на без оној вас. начин, но меѓутоа не постои законска обврска да комисијата даде било какво мислење по тоа прашање, бидејќи реално тој процес си го туркаат самите верски заедници и знаеме дека, еве да кажеме, православната богословија и православниот богословски факултет се всушност под ингеренција на МПЦ, а се значи и членки сега со признавање во и средни училишта нели добија акредитација со тоа што стана во форма на гимназии, а православниот факултет е придружна членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Истото е значи и со медресата и со факултетот за исламски науки. Тоа се тие моменти. Сега овдека, од кога постои комисијата за односи меѓу со верските заедници? Значи комисијата за односи со верските заедници е востановена веднаш по Втората светска војна, само што тогаш постоела во форма на верско поверенство и првиот управител е Велјо Манчевски. Понатаму низината форма се менувала. Морам да нагласам дека комисијата имала навистина многу круцијална улога во нашето општество, со оглед на тоа што кога го читав историјатот, бидејќи минатата година за годишниот прием правев историјат кој се минувал значи низ таа комисија, всушност улогата на сега е директорат, претходно било комисија за односи со верски заедници и религиозни групи, но раководел председател и тој председател всушност бил вице-премиерот на државата. Понатаму самата комисија била интегрирана како собраниска комисија, значи за верски односи, за односи со верските заедници и религиозните групи се извинувам, и од 2000-та година е веќе во форма на директорат, со што суштински според мене се менува улогата на оваа комисија. Бидејќи поголем дел од самите ингеренции со текот на времето се губат, а комисијата има многу значајна улога пред се во моментот дека комисијата, народски да кажам, е заслужна затоа што имаме мир во државата. Ке дојдеме до тоа, само еден заклучок ми треба. Произлегува дека во комунизмот, во социјализмот, оваа комисија имала повеќе права отколку во демократијата. Се така произлегува? Така е.
Значи се деградираат незините права практично неколку години по ова што ние го нарекуваме сега либерална демократија. Но, чудно морам да признам, меѓутоа ова е, предпоставувам, оди напоредно со тие европски обврски кои што ние сме ги презеле. На запад е така и ние едноставно го следиме тоа. Понекогаш е добро, понекогаш ми се чини дека е малку и слепо сета цел. И оваа пракса кај вас покажува колку е реално можно да се промени ова, да ви се вратат дел од ингеренциите, ако така можем да речеме? Па јас сметам дека се може да се врати, зависи од волјата. Добро, треба да се менуваат закони. Треба да се менуваат закони и тоа да се донесе со одлука на владата, затоа што, еве, конкретен пример, ние Доналд Трамп нели формираше Министерство за вера. Да. Значи, ако луѓето кои што се важни чинители во нашето општество, председателот на државата, премиерот на државата и самата влада, значи собранието донесе одлука дека таа комисија може и има потреба да ги врати ингеренциите кои што ги имала. А вие велите има? Чека, чисто да се разбереме. Вие велите Искрено, има? јас сметам дека има. Затоа што ние буквално сме соврзани раци за конкретни проблематики каде што комисијата не може да реагира, а всушност важно е да се реагира. Ние имаме од владата укажување за одредени значи насоки кои што треба да направиме, како треба да постапиме и тоа е во ред. Но меѓутоа еве ќе ви кажам конкретен случај. Претходно комисијата давала согласност, односно одобрение за престој на странски државјани кои што вршат верска служба во Македонија. Тоа целосно се правило во самата комисија. Сега тие дозволи за престој се даваат во Министерството за внатрешни работи, што е сосема во ред, бидејќи нели дозволите за престој на било кој странски државјанин ги издава самото Министерство за внатрешни работи, со тоа што тоа сега минува неколку фази. Ние даваме позитивно мислење, потоа оди до Министерството, порано одеше до Министерството за труд и социјала, сега во моментот оди до Министерството за економија и труд и на крајот оди до Министерството за внатрешни работи. И ние имавме еден конкретен случај каде што малте не бевме иземени за тоа да дадем мислење и кој би бил покомпетентен од комисијата да каже дали во некоја верска заедница некој исполнува верско дејство или не исполнува. Па ни се случи луѓе кои што 20-30 години во рамки на некоја верска заедница овде исполнувале мисија, да мораат да се вратат во матичните држави затоа што дозволите за престој не им биле потпишани. Значи, тоа е моментот со кој што ние се соочуваме. Од друга страна, бидејќи немате ингеренции, вие што можете да направите? Значи, не зборувам конкретно за Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи секогаш кога ние сме дале согласност, таа дозвола била издадена. Но меѓутоа, сега со префрлањето на ингеренциите имавме одреден гап простор во кој што се случија такви немили случаи и како резултат на тоа голем дел од луѓето кои што извршуваа верска служба во самите верски заедници мора да се вратат во матичните држави. Аналогно на тоа до не беа адресирани значи представки. Реагирав, најдов на големо разбирање со државниот секретар во Министерството за економија и труд, но меѓутоа самиот процес одзема одреден временски период со кој што ние се соочивме со несакани последици од тоа. И сега, спомнавте пред малку дека комисијата има огромна, можеби круцијална улога во зачувување на мирот во државата и ова не е, претпоставувам, само испукана реченица, туку има голема суштина во неа. Јас на почетокот реков, Македонија е држава која што има повеќе религиозни заедници, кои што би требало и сакаме и посакуваме да живеат заедно во мир, толеранција, соработка и сето тоа. Меѓутоа, за жал, се случуваат работи понекогаш кои што предизвикуваат немир во општеството токму на таа религиозна основа, односно ние и се уште како општество, можеби и под влијание од надвор, а можеби и заради развојот наш цивилизацијски и натаму се соочуваме со проблеми на меѓурелигиска омраза, нетрпеливост и така натаму. Колку е тука вашата улога, ако може поексплицитно да ми објасните?
Па вака конкретно, веќе напоменав нели дека комисијата представува линк помеѓу државата и помеѓу верските заедници, која што има сервисна ориентација кон самите верски заедници и верувајте таа улога воопшто не е лесна, бидејќи во општеството во кое што живееме под напливот на глобализацијата, ние малтене секојдневно се соочуваме со голем број на инциденти кои што за секунда би можеле да предизвикаат дури и војни на верска основа, како што и се случува низ светов. Менаџирањето на тие процеси е навистина одговорна и предизвикувачка задача, но јас ќе потврдам дека ние во Македонија, за среќа, навистина имаме голема соработка помеѓу самите верски заедници, верските заедници со комисијата и соработка, односно триаголник, верските заедници, комисијата и државата. И како резултат на тоа, секогаш по важни, суштествени прашања постои вистинска, конструктивна комуникација и соработка, односно диалог, во кој што ние, доколку се појави конкретен проблем, меѓусебно разговараме и бараме модуси, односно начини на кои што ние тој конкретен проблем ќе го решиме. Сега, конкретно зборувам, секојдневно се соочуваме со инциденти кои што, за жал, според мене, не се иницирани од верските заедници. Се иницирани, за тоа немам никаква дилема. Односно, имаат политичка основа, имаат за цел да бидат представени како верски инциденти. Така да, нели имавме случаи во Драчево, имаме случаи со ИВЗ, имаме случаи со еврејската заедница, последниот пат со муралот на мајка Тереза. Сето тоа се на некој начин провокации кои што имаат за цел да предизвикаат одредена реакција во нашето општество, да ја разгневат толпата, да предизвикаат која е исклучително сензитивна по ова прашање, целосно сензитивна, затоа што верувајте дека реков за секунда може било каков инцидент да предизвика војна на верска, насилство, значи што на нас во ниту еден момент не ни паднало на памет, бидејќи како што реков, јас откако работам сум дел од самата комисија и раководам со комисијата, гледам една одлична меѓусебна соработка првенствено помеѓу верските лидери. Што е за поздравување апсолутно. Што е за поздравување. И тоа не е само она промотивна, како да кажам, кампања во јавноста, туку тоа е вистинска соработка, затоа што тие луѓе помеѓу себе одржуваат постојани контакти, одржуваат постојана комуникација со мене, со комисијата, разговараат за важни прашања, како што беше еве минатата година за насилниот екстремизам, општествен феномен кој што може да предизвика многу долгорочни последици во општеството. Дали е тој увезен кај нас? Можеме ли да зборуваме за увезен насилен екстремизам? Бидејќи јас сум разговарал со представници на верските заедници на повисоко ниво, сум разговарали со свештеници, со оџи, често пати велиме дека кај нас верските заедници, освен што лидерствата нивни се рационални, што е за поздравување, имаат соработка, и генерално верските заедници се умерени. Ние немаме класичен излив на екстремизам како што го има во некои други земји. И сега прашањето е дека ако верската заедница која е стожер, која што ги држи и ги контролира, условно кажано, припадниците на одредена верска заедница, се залага за мир и толеранција, како тогаш ни се појавуваат вакви инциденти? Споменавте еден аспект, тој е политички, од пуцкање од страна. Меѓутоа, вториот дел е, предпоставувам, увезен. Вие кој донесете екстремен свештеник, на памет зборувам, кој што сака да воведе радикални идеи и методи, да не речам, не знам, ИСИС некаков човек кој што ќе не убедува дека начинот на функционирање на ИСИС на исламската држава е правилен и почнува да го воведува тука, сосема е можно да најде плодно тло меѓу некои елементи во општеството. Па, искрено се што представува нели отстапување од темелот на едно учење е радикализам. Но тие ќе ви речат дека ова е вистинското учење, тоа не е спорно. Сега конкретно за тоа
Не би можела да тврдам дали ни е увезен на нас радикализмот или не ни е увезен, бидејќи со тоа се занимаваат покомпетентни институции. Но вие морате да се соочите со нив, сепак. Ние се Сакале или соочуваме. не хиле? Апсолутно. Тоа ми е зборот. Апсолутно, но меѓутоа тука морам да кажам дека имам голема поддршка и голема соработка со верските заедници кои што јасно и гласно изразија, односно заземаа став дека сакаат да соработуваат во поглед на сето ова, бидејќи верувајте дека и самите верски заедници не сакаат радикални струи во своите редови, бидејќи тоа им носи штета и на нив им носи штета, апсолутно. затоа што секоја верска заедница според верата која што ја проповеда се застапува за мир, за добрина, за толеранција, за соживот. И сега, тоа ви се коси на вас со самите убедувања кои што ги имате. Така да кажав, имаме одлична соработка, тоа го изразија сите верски лидери, за тоа подпиша и декларација против насилен екстремизам минатата година, заедничка со комисијата во мај. Имаме тука одлична соработка со Агенцијата за национална безбедност и со Националниот комитет за борба против насилен екстремизам и спречување на радикализам. Така да се прави некоја спрега помеѓу институциите и помеѓу верските заедници, затоа што верувајте и до мене понекогаш знае да се адресира дека нештата отстапуваат од рамките во кои што треба да се движиме и многу често се случува да и самите верски заедници се соочуваат со одредени појави каде што тие како верска заедница не можат да ги менаџираат нештата кои што се случуваат не по нивна волја, туку по туѓа волја, а на крајов им се припишува на самата верска заедница. Затоа што мораме да кажеме дека ние не можеме да генерализираме, дека радикализам постои само во исламската верска заедница, постои и во други верски заедници и сето тоа зависи од самите луѓе кои што се вклучени во верскиве заедници. Понекогаш се случува луѓето кои што биле најпримерни верски службеници во самиве верски заедници да истапат со радикални ставови или да промовираат радикализам. Значи, сето тоа е еден момент кој што тие луѓе го пројавуваат, може би 20 години служеле на една верска заедница, 21-та година ќе ви истапат со радикални ставови. Тоа не значи дека тоа го дозволил верскиот лидер. Тоа е лично убедување и пројавување на учењето на тој кој што го промовира во јавноста. И тука во тие моменти знаете верскиот лидер што може? Тој може да му направи екскомуникација на тоа лице, односно да го отстрани од самата верска заедница, но понатаму тоа лице подлежи на законските мерки кои што самата држава ги пропишува. Како граѓанско лице, тогаш што него треба да се занимаваат самите безбедносни служби и да си преземат соодветни мерки. Добро, тоа е во ред, меѓутоа вие имате сега повторно на памет зборувам. Ова не се однесува на конкретна религиозна заедница, туку воопшто зборам. Имате ситуација каде што одредена екстремна група која што има пари, најчесто од тих причини поддржана можеби од држави, доаѓа овдека и го промовира својот екстремен поглед на религијата, меѓутоа со тоа одат повторно пари, средства кои што им се нудат на граѓаните. Дојдете кај нас, примамливо делува. Сме слушале за такви случаи. Лидерството, водството на верските заедници е против, меѓутоа само ја вели што може да направите. Го имате Министерството за внатрешни работи и државната власт. Вие во оваа цела приказна што можете да... Па еве конкретно по тоа прашање. Освен да алармирате. Да, конкретно по тоа прашање ние поразговаравме со верските заедници и постигнавме еден договор доколку било која верска заедница има сознание дека во нејзините редови или небитно надвор од нејзините редови, но меѓутоа во рамки на нивното учење, односно нивната вера се пројавуваат радикални струи, тоа ќе го адресира до комисијата, понатаму комисијата ќе го адресира до Агенцијата за национална безбедност и Министерството за внатрешни работи, кои што ќе си постапат, мислам дека тие процеси, како што веќе зборуваме за радикални појави, бидејќи тоа го имаме глобално на ниво на целиот свет, дека безбедносните служби тоа си го работат
и се во постојана комуникација и со странските безбедносни служби и дека тие не ги оставаат нештата туку така, и дека нашата дојава може да биде само подкрепа дека тоа нешто се случува, бидејќи имавме ни еден конкретен случај за кој што сметавме дека треба да го пријавиме, ние го пријавивме, но добивме одговор дека од Агенцијата за национална безбедност веќе е постапено, бидејќи комисијата во последнава година воспостави комуникација на ниво еден вработен кој што работи во комисијата да испраќа информации до Агенцијата за национална безбедност, тој да ги проверува и потоа откако ќе добиеме повратни информации ние од нив, тогаш да даваме, значи, дали тоа станува збор за согласност, дали пак ако станува збор за пријава на некој сомнителен случај, да адресираме од нив и понатаму да добиеме повратна информација со која што ќе имаме ети информации доколку од нас се побара од јавноста или од некоја институција, дали е постапено по тој конкретен случај, да ние ги имаме веродостојните информации затоа што само тие институции кои што се занимаваат, односно тоа е во доменот на нивната работа, можат да ви дадат веродостојни информации. Значи тоа е новина во комисијата и ние ќе продолжиме со таа практика. Ќе кажам конкретно, имало случаи да се адресира до нас, односно барање на странски државјани кои што ќе извршуваат верска служба во Македонија во рамки на одредена верска заедница. Не знам порано како одел целиот процес, но откако јас сум на функцијата, јас воспоставив практика, секој човек кој што ќе доаѓа, задолжив вработен кој што работи во тој дел, да комуницира со лице од Агенцијата за национална безбедност и откако од нив ќе добиеме ние повратни информации, тогаш комисијата издава повратно мислење. Бидејќи јас не би сакала да ја ставам во ризик ниту комисијата, а најмалку целата држава со издавање на едно мислење за престој на некој странски државјани. Верска заедница, религија нема без верско учење, без верско образование, природно. Во Македонија вие спомнавте, постојат средни училишта верски, постои богословски факултет, постои медреса. Меѓутоа како е тоа се уредено и има ли некои промени таа? Па со новиот закон средните верски училишта, рековме, стануваат гимназии, со тоа што се менува концептот на образование, но меѓутоа се задржува примарниот, односно почетната форма на верско образование, со тоа што нема да има целосни измени, ќе си го задржат верското образование, односно формата на која што тие постоеле досега, со тоа што ќе бидат воведени одредени предмети за да можат конкретно тие ученици да се интегрираат понатаму во самиот образовен процес, бидејќи знаете, учениците кои што средношколците кои што произлегуваа од богословијата и медресата не можеа да се запишат на останатите универзитети. Нив тоа право им беше оневозможено заради тоа што сметаат дека имале верско образование. Истото се случуваше и со православниот богословски факултет и факултетот за исламски науки, затоа што еве јас конкретно ќе кажам, дипломците на теолошкиот факултет, православниот богословски факултет кај нас, до 2013 година кога православниот богословски факултет стана придружна членка на универзитетот, нивните факултети можеа да се користат само во областа на теологијата. Значи факултетите, ако вие одите да аплицирате за работа, харикирам на било која државна институција, теолозите се водеа со средно училиште. Што е тотално нефер, бидејќи некој вложил труд, вложил години, бидејќи самиот богословски факултети, сега да не бидам погрешно сватен, еден од исклучително квалитетен и тежок факултет за изучување, и сега на крајот вас некој ви го негира вашиот труд, вашето време, вашето образование. Вие можете само во овие рамки и ви вели само во овие рамки. И сметам дека конкретно овие одлуки кои што се донесоа, значи интегрирањето на верските високообразовни институции, како и самите средни верски училишта во составот на државата се за поздрав, бидејќи и тие деца и тие студенти имаат право да добијат, односно подеднаков третман со сите останати средношколци или студенти, без оглед на тоа што основачите, како што реков, се самите верски заедници, а не државата.
Добро, уште едно прашање во овој контекст. Законот за верски заедници треба да се промени, така ли? Да. Јас сметам дека треба да се промени законот за верски заедници, одредени членови, како во делот на регистрација на самите верски заедници, така и вметнување на членови во кои што ќе се стават санкциони мерки, доколку некоја верска заедница или религиозна група извршува дејство кое што не е во согласност, значи и со законот на Република Македонија, како и со законот за верски заедници. Како тоа? Одредена... Верите санкциони, сакате да кажете дека сега нема санкции? Така? Не постојат санкции сега. Значи, бидејќи ние сме секуларна држава, Добро, значи во работата на самите верски заедници државата нема право да се меша. Но тука има уште еден проблем. Јас сум зборувал, еве ќе го спомнам, господинот Плуми Велију често пати се жали, тој е теолог од Битола, дека баш затоа што сме секуларна држава и државата не се меша внатре во верските заедници, често пати тамо можеби има, јас не тврдам, тој е малку по-конкретен, и финансиски мешетарења, разноразни екзибиции кои што едноставно државата не ги контролира. А вие гледате преминување на големи суми на пари од едно на друго место, а не би требало така да бидат, без доволно објаснување каде одат. И сега? Јас конкретно не би се мешала во тоа, бидејќи веќе реков. Само коментираме, размислуваме вака на повисоко. Реков, верските заедници сами си ги уредуваат, односно си ги организираат. Но тие се дел од општеството, без разлика на нивната автономија, јас се согласувам, но така. Но меѓутоа тоа е така востановено да се додека во верските заедници не се пројави нешто кое што би можело да го загрози општествениот мир или одреден дел од општеството, тогаш државата не постапува по тоа, бидејќи нема ингеренции. Но сега велите со новите закони сепак некакви санкции ќе бидат предвидени во одредена мера. Па да, онолку колку што сметаме дека може да се воведе за да не биде загрозен секуларниот карактер, нели, на државата, за да не бидеме обвинети дека државата се меша во верските заедници. Тоа ќе го работиме конкретно со Министерството за правда, бидејќи уште пред неколку месеци јас ја иницирав оваа иницијатива да направиме ревизија и да направиме еден нов закон во кој што ќе бидат содржани, како што реков, конкретните моменти за регистрација, нов начин на регистрација на верските заедници во Македонија, како и одредени санкции за кои што ќе се позанимаваат нели експерти, бидејќи ние ќе имаме работни состаноци, секако ќе имаме работни состаноци и Министерството за правда, комисијата и верските заедници, за да можеме да ги конкретизираме нештата, бидејќи тоа не би го правеле на штета на никого, но од друга страна мислам дека е крајно време да се менуваат нештата, бидејќи премногу либералниот пристап во се, односно демократијата, која што всушност е плашт под кој се крие анархијата во последниве децении, нас ни носи долгорочни последици кои што ние едноставно не можеме да ги анулираме, бидејќи не постојат законски регулативи. Постојано се носат нови закони, кои што народски кажано имаат дупки во самиот закон и во кој што вие имате момент на право, односно сите имаат права, но и иземен моментот на одговорност. Што е круцијално. Така. Оливија Трајковска, директорка на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, морам да ви признаам дека и беше големо задоволство што разговаравме. Можеби во некоја друга прилика ако имаме можност, ќе поразговараме на едно поинакво ниво, по-филозофско, теолошко, би рекол. Сега повеќе зборувавме за проблематиката со која што се соочувате, за работите и решенијата кои што ги нудите. Се разбира огромна благодарност, но повторно ќе видам начинот на кој што зборувате е класично, тој теолошки благ, некако интересен, многу примамлив, и јас се надевам ќе имаме повторно можност, велам, да поразговараме малку за некои повисоки нивоа во религијата, но
ако ни се создадат можности. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вам за поканата. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи. Ви благодарам и за комплиментот за јазикот. Јас секогаш се трудам да зборувам на народен јазик, бидејќи академскиот јазик е само за одредена група на луѓе кои што можат да го разберат, а сметам дека широкиот аудиториум има потреба за зборување на народен јазик, бидејќи и академците се луѓе од народот. Така. Поштовани гледачи, јас верувам дека останавте задоволни од оваа емисија, барем колку и јас, а јас сум многу задоволен. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.